За време на петвековното турско робство, македонското население стенкало и под султанските даноци, но и од злоделата на бројните османлиски силници, аги, бегови, чифликсајбии, зулумќари, јанкеседжии. Уште при самите почетоци на народниот бунт, македонските слободари застанувале во заштита на животите, честа и скромниот имот на своите национални и верски браќа. Тие, вооружени и добро информирани, строго и примерно ги казнувале таквите престапници. Прво со опомена да се соземат, потоа со закана дека ќе ги настигне народната правда и на крајот често и со физичка ликвидација. Око за око, зап за зап. За пример и страв коски на тоа додатно робско зло, тоа беззаконие, тие разбойништва. Уште при крајот на 19. век во такви акции учествувал и војводата Стојан Карастојлов. Браке, останици, четата ни станува се побројна. Не ми се муртите и не ми се чудите што сте облечени во туги униформи, зашто со храброст се бориме, ама и со итрина. Нека не ве чешат овие арнаутски бечви, оти во нив налик сме на турска војска, а така многу полесно ќе се движиме низ теренот. Долг пат не чека, а и за сега 2 итни ликвидации. Претераа со арамилак, со лошотилак. Сметката под нос. Одиме. Сиктер бе! Не ми ја прави бербат вака молитвата. Прашав, а по прашаното стигнав до Јурук Махмуд. Баш. Тој сум. Ако те пратиле заштитник да ми бидеш, бујрум. Ти чирам со години го собираш годишниот данок Вергија. Така? Тамам. Го дереш народот до гола кожа, а? Има, ѓаурот дава, охо. Значи, се закануваш. Ако треба тепаш, измачуваш, така? Рајата може да си пишти и само да ме мрази. Значи, Јурук Махмуд, годинава нема да собираш данок Вергија. Дај фати се за кубурата. Да не те отепам голорак. Бујрум, Кадаро, бујрум! Хајде, баш ми се пиеше кафе. Кафето ке се олади, шех Исмаил. А бога ми и ти. Ај, доста е пиење. Многу крвца испи од македонскиот народ. Сега малку ке те подуе. Ти си бунтар, така? Слуга сум на провенецот Тефик Бек. Не го земи го на нишан. Ти го собираш данок од Вергија, така? И го качуваш колку ти е кејф. До празни амбари, бе, грабач. Слушај, спушти го пиштол, спушти го, ајде. Ти го делиме кесето. Девек за кесето и ке се фатиш за цевката или за јатаганот. Но што значела погибијата на неколку од зверени османлии, кога се намножувале со нови и нови силници, злотвори, грабачи, силувачи, цела една разуздана толпа по македонските села и градчиња? Морало уште пожестоко да се удри за нивното истребување. Голем број предилинденски војводи и чети добивале токму таква задача, да му ги смрсат конците на некој злогласен крвник, таму или онаму низ жална Македонија. Така делували и во станиците на Андреја Димков Докурчев во селото Мурилово, Кукушко, во 1901 година.
Ќе се ширам, ми се може. Ќе направам уште 5 чекори и ќе влезам во Цветкова нива. А и ливадата на Бошале ми ја фаќа око. О, Дауд, партал момок, ела. Заповеде, бегу. Ама гледам, нозевен ни газа во русијанска земја. Да не се чепкаме. Нек ни еден со вила сакаше да ме набоди. Боди тука беговски колци. Ја до потокот. Нема мое нивно. Се е мое. А ѓаурките ќе ги земам за аркатки. Пола в поле, пола во харемот. Ти ебам то, кожата чорбаджиска да ти ебам. А и ние, ако сме исто семе, и јас одам во скинати бечвиде. Ти ебам то. О, Дауд, се ми го бардето, ми се пие тазе вода. Абре, Турче, дај ние ќе ти го напоиме господарот. После тоа, ако е баш гладен, ќе го поканиме на улов на трпеза. Ајде бегај сега назад во селото ако сакаш да спасиш сиромашка глава, разбра? Комитлари сме, точно процени. Само не задеваме турско население, осем ако не се сврти против нас. И штом слушнеш да грмне пушка, раскажи ни селото, разбра? Помош, гавази, помош! Ке ни го тепат бегот! Да удриме потера полив со којни и со кучиња! Гавази! Побрзо може би е отепан до сега! Гавази! Ај, беля работа. Пак ми праќате опомена. Од вашине, ај дамаци. Јок, уште еднаш ви велам. Ајде, Аскер ќе викнам, ми се може. Далеко ти е сарајот, бегу. Сам си нема газот кој да ти го варди. Нема да умреш на мек диван, туку овде, на земја и на трева. Аман. Памук ќе се правам. Аман. Жими првата кадана. Жими челата моја. Те молам. Волкот клетва не држи. Исто влакно, исти заби. Васо, Ликвидација. За тоа сме испратени. да фаќа Нормана. Си го доби тоа што го бараше. Еден насилник помалку да здивне малку Ќе народот. ни донесат некој изедник од Анадолија во Македонија. Васо, потерчи, да заметнеме трага. Со трчање нагоре кон врвот. Гледате од другата страна. Се креваме директно горе, стреламе и се враќаме во прва позиција. Наполниме. Одиме високо горе. И одиме долу. Секогаш имајте дека треба да се скриете долу. Исправи се! Пукај! Сите во ред. Доаѓа во водата Андреја Димов до Курчев. Браќа мои,
Юнаци, ние сме првиот одред, 67 во станици, избор дружина. Ние сме тие што ќе нападнеме наскоро на Крушево. Султанот не смета за робско племе, затоа ни испратил душовадници да раководат со нашата земја, со нашите животи. А и не сме шака вжештени глави, како што сака да не представат некои лицемерни пријатели, било од исток, било од север. Сами, браќе, со нашето јуначко оружје, сами ќе се бориме за автономна Македонија. И да ви кажам, јас, Андреа Димов, до Курчев, прв ќе одам со пушка и со кама. Така може да се случи уште ноќва, а може и следната ноќ да нападнеме на Крушево, зашто оваа ноќ е предолга како нашиот никаков живот. Браќа мои, за Македонија без облачишта, за сонце да ни огрее, за наш род по нивите и берикет. Ај, нека одек не планинава! Се разбира, османлиските зулумтјари го возвраќале ударот, но секогаш врз грбот на незаштитените селани и нивните аргатски семејства. Тоа само го забрзувало решението да им се пресуди и плати со куршум, еднаш за секогаш. Во една таква акција земал учество и бунтовникот Стефо Николов Скендер. Проклетио! 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 Ако сакаш овен да видиш, поарно стави си рогови. Ај, будал, ти млад чобан, ама јас стар волк, ката недела, земам по едно јагне. Џабе? Демек си дојден да крадеш и тоа дење. При мене жив и здрав. Оре, Ајван, таков договор со твој чорбаджи од село Вомбел. Еднаш овца, еднаш јагне дава. Се плаши да не му запалам колибата и цело трло. Се плаши да не трујам потокот. Да не му сечам еден уво и пола нос. Абе, мижи да земам едно сугаре. Ќе го печувам на ражен. На туѓо си се расплашал. Ајде, дим да те нема. Сус, бе! Сус! Со чолак Реджеп ти кавга тераш, а? Еј! Јас душа немам, ама душа земам! Со овој стап змии тепам. Ама и змиолики чалми. Ајде, губи се одовде! А вие рисјаните од Султановата милост живеете, знаеш? И се што имате е наше, муслиманско. И жена во постела и крава во пондила. Сикин, нананин. Сикин. Ме викаат Стефо Николов. Од Долна Преспа. Да знаеш кој ти удри Сиктер Клоца. Вакво нешто не простувам. Ајван, Стефо. Кому јатка, ама тебе вратка. Чигу е бати, муцката е бати. И повеќе нема зулум прајање во Врба и Горбеч планина.
И за тебе имам залаче, чувам. И спаднав на мршево коковче. Цици сте вие, ѓаурите. Абе, тргните пушка, не сум див домус. И крлежот ке се најаде па ке пукне. Рацете да ти ги гледам понастрана од појасот. Така. Заврши твоето чолак. Или фаќај трум без враќање, или ке те пее оџата. А јокбе, мире тука ми е папокот. Ме испраќа Васил журката. Ич не трпи вошки како тебе. Ако ми го поштеди животот, тебе ти ветувам дека утре ќе видам уште положа! Неаш петле да го повлечеш тоа железно петле, Кажи си ја арамиската молитва, Реджеп. Заради многу те злодела, осуден си на смрт. Треба да лазнам како некој црв, а? Јок, бре! Народната поговорка вели во секое жито има и плевел. Така и меѓу самите македонци, вешто притаени, живееле и разни луѓе, нелуѓе, со валкан карактер, расипана душа, предавнички настроени кон сопствениот народ. Тие шурувале со османлиските, грчките, бугарските и српските власти. Подмолно откривале и податоци за движењето на комитските чети, вршеле предавство од страв за себе или од алчност за ветена крвава награда. Од нивниот вперен прст или кодошки шепот во заседа паднале многу македонски востаници. Со тоа нанесувале огромна штета на членството и угледот на ВМРО, па војните судови на организацијата, таквите поганци ги осудувале на смрт. Војводата Лазар Поптрајков, заедно со својот верен соборец Манол Розов, биле екзекутори на двајца македонци, двајца одродени чорбаџии. А да ги начекаме кај рекана, а? Секако бавно јава. Маноле? Минатиот пат има 10 семени свој. Па не им е секој ден велик ден? Еден по еден или со бомба? Да им дадем уште една шанса. Да им се заканим. Цуцулјо и Клјанчето веќе одамна се осудени од организацијата. Ми стануваш мек, Маноле. Луѓе се сгрешиле, не се мувие, баго. Чорбаџии се, одродени од народот. Фу, еве што мислам за нив. Не кодошат и ки турците и ки грчките андарски чети. Ти, држи ги на нишан, а јас ки им посакам добре дојде. Ајде. Шо е бе, Клямчо бе, шо се обзрнува цело време лево-десно? Си се здрвило страв. Плаши се овде во Кориева многу комити нема. Јас знам. Со наша помош уште поќе ќе се разречат. Цуцуле, брат, не требаше вака да појдеме сами. Тие дебнат. Оре може да ми плюкнат под пенџере. Хајде, не мисли на тоа. Туку кажи, шубај пари земавме денеска во битоло трговија, а уште пубај пари ни се лепат од османлиите. Осман да не жив и здрав, и не само тој, туку и Сулјо, и Ибраим, и Мустафа. Јас се крстам во владиката Каравангелис. Утре задутре се ќе биде грчко, нивна е иднината. Туку, што дзиркаш вака во пазувите? Абе, проверувам дали ми е тука, бе. Знаеш како е, кој носи, не проси. Оп! Умно конче. Како пазарот, чорбаџи?
Отиве бива со секаков пазар. Со сливи, со туњи, со накодошени луѓе. Сте се дотерале како свадбари, а од вашето шуш-буш со душманите ние плаќаме голема штета. Арно, ама сега стигна сметката. Сте не измешале со некој други. Ние сме честни. Мирни. Мирни трговци. Еве, имаме и дозвола за сега што ќе преш бе мајчина? За пример, Маноле. За жал и како народна клетва, меѓу предавниците со македонска крв имало и блиски роднини на војводите и востаниците, но и попови, свештени лица кои злоупотребиле Божјата мантија и заборавиле на честниот христијански крст. Казна и за нив, злото нема и не признава род. Војводата Васил Чакаларов се обврзал да изврши смртната пресуда на двајца такви османлиски слуги. Јамче! О, Георги! Братуче! Кој е добро, братучет? Што е ова? Пушката зинела во мене кога да сме душмани е баго. Ај на една лута ракија. Не е за Арно, братучет. Оди гушни ја женати и баци си ги децата. Бегај, бегај. Што бегаш ако не си крив, копиле, а? Стигај опинокот за судење. Ке кркаш куршум. Пред мене! Господе Боже, спаси ме от лукаво, избави ме от изкушение. Васили Германус, владиката благословна. Амин или замин, попче. Го залажуваш Господ со благи думи, а полн си овоземни гревови. На исповед пред народен суд. За 2 лири би зел човечка душа, а? Ајде. Ти прв, Гјамче. Навистина би ме убил? И тоа со лесна рака, и тоа зад грб, за да не ми плукнеш в лице. Само за да им се додвориш на тие нови грчки господари, а? И за пари, Васили! Нема род во ова силово време. Ние срамотиш фамилијата, Гнасо! А твојата приказна бе се ниште. Ќе признаеш или да те бричиме на суво? Милост, војводо! Блесна проклети алтани, ме излажа. Милост, еве, ќе фрлам мантијата сека. Наша вера ќе проповедам. И до кога ќе те држи таа проклета заклетва, а? До утре напладне? Не ми требаат попе мене такви превртливи капи. Тогаш, отврзи ми ги рацете да напишам покајничко писмо до владиката Германос. Твоја желба, но нема да бидеш жив кога ќе го добие. Дајте му хартија и дивит на попиштево. Сака да остави запис за својот срам. Ако? Извалкани за потомците. Кој ќе се грижи за моите деца, Васил, а? Требало порано да мислиш. Георги, водете ги! Станувај, магаре! Војводо, милост! Господи, војводо, прости ми. Ни го бе тој партал за вошки. Али, Господе Боже, зар ќе не стрела тебе, војводо? Остат си молиш лигуш ли еден. Васил! Коте од рулјениот рободец! Има и уште еден погоре од него. И грчкиот конзул во Битола ни е јатак. Еден од нив ќе не одмазди. Клекни!
Нишани! Оган! Пресудата е извршена, војвода. Закопајте ги во коријата. Рамни гробови како што личи за нелуѓе. Во ред, војвода. Со тоа не се исцрпува долгата листа на ликвидации во име и одбрана на светата народна борба за слобода и независност. Целта ги оправдува средствата, змијата се удира в глава, крастата треба навреме да се истреби, додека не го заразила и здравото ткиво. Со таа идеја и премисла, организацијата се бранела од внатрешен разгром на своите редови. И пред и по Илинден 1903 година. Со одмазничка рака за секого кој сеел нечовештина во едно бурно време.